Добар ден, почитувани, повторно сме назад во Студио 1. Вие го гледате централниот информатор на 1 ТВ, а јас, Христијан Баневски и колешката Кристина Атовска во овој блок ќе разговараме со господинот Мице Јанкуловски од галеријата Остен, кој што на Биеналето во Кипар беше прогласен, односно го доби признанието уметник на светот. Господин Јанкуловски, нам ни е чест што ве имаме во студиото, но какво е чувството да се биде носител на едно такво признание? Уметник на светот на Биеналето во Ларнака е награда на Светската асоциација за визуелна уметност за едно дело кој се вика Формите на Венеција, изработено од 2017 година. Тоа се 5 графички листови со димензии 70 на 100. Куратор на тие графички листови е еден од најпознатите италијански историчари на уметност Енцо Ди Мартино, кој пишуваше за еден италијански часопис осврт, критика за мојата фаза, форма 3, тоа е црната фаза од моето творештво, и тој, пишувајќи го тој текст за, не знам како се вика италијанскиот часопис, сакаше кај неговиот комшија во Венеција, графичкото студио Фалани, да направи избор на 5 графички листови, 5 цртежи кои би биле преточени во графика со посебна технологија флок и која ќе биде испратена на неколку ликовни манифестации во светот. Кога се отпечати таа серија од 5 графички листови во студиото Фалани во Венеција, Джан Паоло Фалани ги испрати директно на Биеналето во Ларнака и таму ја добив таа висока награда уметник на светот. Се работи за еден концепт на односот на темното и светлото. И тој прави паралела, Енцо Ди Мартино, меѓу Пиер Сулаш, еден од најголемите живи уметници, и поетот, италијанскиот поет Еудженио Монтале, кој е и добитник на Златен венец на Струшките вечерна поезија. Имате добиено преку 10 награди, ова не е ваша прва награда. Дали можете да издвоите која ви е најдрага? Па може би последната, не знам, пред тоа Гран При добив на големото Биенале во Варна, каде што Гран При има добиено Виктор Вазарели, Владимир Величковиќ, Миодраг Дадо Ѓурич, се тоа големи светски имиња. Така, Гран При, разговаравме претходно околу Остен и активностите и всушност богатството уметничко со кое што вие располагате, и како можеме да направиме една паралела, каде сметате дека такво едно богатство, една таква уметност се цени повеќе? Дали овдека во земјава или некаде надвор од неа? Со оглед на фактот колку е богат галеријата Остен. Зборуваме и за во однос на тоа колку е стара и еминентна во државата, меѓутоа и споменавте фактот дека има 75.000 карикатуристи, што е навистина една голема бројка. А запоставена од државата конкретно? Остен неофицијално годишнината ја сметаме од 1 јануари 1945 година, кога излегува првиот број на Остен. Инаку Остен е формиран негде во септември 1944 година. Иако информација од Софија, поранешниот директор на Страшел, вели дека нашиот преродбеник Арсен Јовков отпечатил веќе претходно 2 броја, едниот во Варна, другиот во Истанбул. За Остен поминуваат големи имиња, почнувајќи од првиот број основачи се Блаже Конески, кој е кум на весникот, Ацо Шопов, Владо Малески, Славко Јанески, и покрај овие интелектуалци во литературата и еден карикатурист Василиј Поповиќ Цицо. Го цениме ли ние доволно нашето богатство? Далеко, ние немаме култ спрема културата. Ова што го имате пред вас се цртежи на Пикасо, најголемата колекција на Балканот, може би и пошироко. Како државата се однесува со тоа, како ја испечативте книгата, дали може да ни кажете?
се извинувам, беше представена и во Македонија и во Црна Гора, доколку не грешам така. Може ли една паралела да ни направите како беше примена во дома кај нас и како во Црна Гора и како беше односот кон односно оние кои што вашите соработници практично и публиката? Па да, јас можам да ви кажам за 3 изложби на Пикасо. Едната во просторите на Остен, другата беше во просторите на Младинскиот културен центар и третата изложбата во истиот период во музеот на Цетиње во Црна Гора. Ние кога направивме нашата изложба на Пикасо, Пикасо инаку е добитник на наградата Светско културно наследство од колекцијата на Остен. Тоа е баш оваа колекција која брои околу 72 дела, 26 скулптури, 8 цртежи, останатото се графики. Ние кога ја правевме нашата изложба помина безчујно, никој тоа не го објави. Ни дојде полиција, со какво право Остен прави изложба на нешто што е национално богатство. За разлика од тоа, другиот ден по весници имаше Владимир Величковски, конкретно историчарот на уметност, дека нешто е потпишано, нешто не е потпишано, не знам што е тоа, а тоа се овие ремек дела заедно Балканот, Илиеве, бивша Југославија, сите музеи и приватни галерии, државни музеи немаат таква збирка каква што има Остен, односно Скопје. Домашните власти практично го спречија богатството на Пикасо да биде представено пред македонската јавност, ако можеме така. Или практично го негираат со тоа што велат дека е нешто потпишано, нешто не потпишано. Можно ли дека тука може би повеќе политика, може би тие не го сметат тоа за свое. Ние сме толку партизирани и вредностите за нас ништо не значат. За разлика од нашата изложба, еден словенечки колекционер направи веднаш после тоа изложба на Пикасо во МКЦ. Таа изложба ја отвараше писател на државата. Медиумите беа преполни со текстови за таа изложба, тоа беа буквално фотокопии на графики од Пикасо. Значи не подпишани графики, него фотокопии на Пикасо. Тоа се веќе наведува да се посомневате дека директно ударот бил насочен кон вас. Нема врска со ова што ги имаме ние. 2 часа пред да се отвори таа изложба во МКЦ, дојде собственикот од Лјубјана во Остен и вика: "Ве молам, колку пари барате да ние ја направиме изложбата на Остен, колекцијата на Пикасо од Остен во Лјубјана." Па велам, нели вие имате вечер изложба на Пикасо во Скопје, имате таа колекција. Не бе, минце, тоа се фотокопии, тоа се работи за буквално перење на пари. Тоа нема врска, нема врска. Кога станува збор за едни вакви турбулентни политички времења, дали сметате дека уметниците можеби имаат должност или пак би требало да се активираат општествено, политички, па и еве нека биде тоа преку своите дела без експлицитен активизам? И со какви се притисоци вие сте се соочиле во последниве неколку години и во кариерата, дали сте имале обиди, дали имало обиди врз вас политички да се влие? Секако. 10 години јас и како физичко лице, но и како фирма буквално бев на сите можни начини спречувам да го изложам она што Остен го има. А Остен е премногу богат. Остен е богат, односно Скопје, Македонија може да кажат дека располага со нешто што многу богати држави го немаат. Да речеме, имаме колекција на 112 дела на познатиот Виктор Вазарели, таткото на поп-артот. Имаме слики, колажи, мешани техники, графики, цртежи, скулптури. Музеј на современи има 2 дела, една слика и една графика. Ние имаме 112 дела. Сите тие 112 се легат на Остен. Од познатиот музичар од Будипешта Тибор Шепеј, кој сега починат. Тој ги остави како легат на Остен, затоа што вели Остен е единствениот што може да се грижи вистински за овие дела. Остен има преку 13.000 дела. Остен се ребрендираше, ако беше некојаш познат
како медиум во карикатурата, во хуморот. Сега Остен го има по иницијатива на 15 уметници, учесници на Биеналето на цртеж, го има првиот евидентиран музеј на цртеж во светот со една колекција од преку 15.000 дела, каде што имаме дела од Шагал, Пикасо, Лазарели, Лотрек, Матис, Писаро, Делакроа и така натаму. Имаме една прекрасна збирка со големи легати. Да речем, сега на последното Биенале еден од учесниците на тоа Биенале, големо име, светско име, остави 800 дела. Значи, еден уметник остави 800 дела. Имаме многу такви легати од колекционери, од ликовни уметници, да речеме Јожец Јуха, познатиот словенски сликар, остави 270 дела на Остен. Се верувате дека ќе се промени состојбата во земјава во однос на тоа како ја третираме културата и како се однесуваме со она што е богатство? Мислам дека ние сме на дното. Мислам дека актуелната власт има смисол има чувство за државност, но тоа не е така лесно да се надмине. Може би 10 на 20 години треба да поминат за да се вратиме во некоја нормална ситуација. Но што ќе правиме ние? Не е убавината да нашето богатство Остен го чува во депо. Ние имаме овие 50 години Светска галерија на карикатури, учество на повеќе од 75.000 карикатуристи. Вие тоа не можете да го направите со пари. Светската галерија на карикатури е основач на иницијатор на сите светски извиднувања од областа на светската карикатура. Кога се одржува Светската галерија на карикатури во Скопје, Скопје е град мека на современата светска карикатура. Скопје е обиралиште на карикатуристи од целиот свет. Место каде што се разговарало и се разговара за карикатурата вчера, денес и утре. Како изгасна тој авангарден дух во Скопје? Како исчезна авангардата практично и условите за творење на авангардот? Не се сложувам дека таа исчезна. Да, но условите медиумски може медиумски тоа не е покриено. Може би само медиумски, но еве ние добиваме награди и признанија, нас не вреднуваат. Но не дома. Не дома. Мислите дека и медиумите имаат дел од вината за тоа во која состојба се наоѓа културата? Сигурно. Затоа што ви кажа два примера. На изложбата на Пикасо од колекцијата на Остен, медиумите, еден медиум само напиша негативно. За изложбата која од надвор беше донесена на фотокопиите од Пикасо, вие сите медиуми и печатени и електронски, начело со председател на државата и цела Скопје беа присутни да гледаат нешто што можеме ние вака да ви го покажеме. Така, господин Јанкуловски, тука некад... Само уште една работа, дали сметате дека младите уметници имаат волја да се ослободат од политичките влијанија? И што би им порачале? Дали уметноста е поле со кое што може некој да се занимава и да поднесе да се занимава во нашава земја? Или голема е цената која што треба да се плати? Карикатуристите биле најдобри и се најдобри во Источна Европа, каде што владеел некој определен, можеби, тоталитаризам. Можеби. Источна Европа, Русија, не знам, Полска, Чехословачка, Бугарија, Романија, бивша Југославија, Турција и Иран, тоа се водечките земји на карикатурата во светот. Во такво невреме, тие биле најинспиративни. Има многу добри млади македонски автори кои ветуваат. И тоа нема врска со политика. Не може изложба на Пикасо, за изложба на Пикасо прво Министерство за култура одобри 500 евра, 30.000 денари. А еден студент, незавршен студент на ликовна уметност добиваше надоместок за своја самостојна изложба 1200 евра. И ни за други скандали за кои што се... Ама тоа не е паралелизам. Но затоа еве Остен воведе млад балкански уметник да почнат младите од целиот Балкан да почнат се дружат меѓу себе, да комуницираат
И мислам дека тоа полека, но ние сме на последното скалило од настаните од секојдневието во државата. Ние како медиум ќе се обидеме да промениме таа слика во македонското општество. Па и да се придвижиме по скалилата. Да, сепак ќе обрнеме повеќе внимание на културата и на она што навистина вреди како уметност да се сочува и да се вреднува. Ви благодариме за вашето гостување и за одвоеното време. Секако се гледаме во наредна прилика. Така, вие почитувани останете со нас, веднаш по краткиот рекламен блок се враќаме назад во студиото и ќе разговараме со тројца гости од студентската организација Бест. Останете со нас.